Infocode Македонија. Smart Stock Solution Warehouse Management System. Серијал кориснички упатства за SSS VMS. Корисничко упатство за пренос по основ на нарачка. Пренос на обичен идент. Од почетниот екран на SSS VMS се одбира модулот VMS. Достапните модули се разликуваат по корисник и ги одредува администраторот. Сепак, повеќето корисници имаат пристап до модулот VMS. На вториот екран се одбира третата опција, тоест пренос. Потоа, на третиот екран, почетно се прикажуваат сите преноси. Најновите преноси секако се прикажуваат најгоре. Се одбира потребниот пренос. Ако преносот не се гледа веднаш, може да се пребара на неколку начини. Со лискање надолу низ екранот, со внесување на бројот на пренос во полето пребарај, или пак скенирајќи го баркодот на преносот со PDA уредот. Последниот, тоест третиот начин на пребарување е наједноставниот и најбрзиот. Воедно, ова е начинот за пребарување на преносите кои што Infocode топло го препорачува. По изборот на посакуваниот пренос, се отвара диалог прозорец со известување за креирање на нов материјален документ за тој пренос. Материјалните документи се однапред дефинирани. Користениот пример за пренос е од магацин за суровини до предмагацин за производство. Доколку е потребно, може да се додаде коментар во нарачката за пренос, која се изработува во Pantheon. Ова се прави во полето на помена на документот. Тоа поле се наоѓа долу лево на екранот додека се изработува нарачката за пренос во Pantheon. Имајте предвид дека ова е еднонасочна функционалност. Имено, коментарите од Pantheon се прикажуваат во SSS VMS во делот Коментар. На крај се кликнува на иконата Зачувај, десно доле на екранот. На четвртиот екран се нудат опциите издавање по локација, нарачани артикли и завршени артикли. Се одбира нарачани артикли. Таму се прикажани сите артикли, тоест иденти, за кои треба да се изврши пренос или пак за кои процесот е започнат, но не е завршен. Во завршени артикли пак се прикажани артиклите за кои преносот е комплетно завршен. На петтиот екран се отвара проширеното мени на нарачани артикли. Се одбира идентот или артиклот за кој ќе се прави преносот. Во овој случај станува збор за обичен идент, тоест идент без лот, без сериски број и без рок на употреба. Се кликнува на идентот. Се отвара нов диалог прозорец. Во првиот таб се внесува количината на артиклот за пренос. Ова е првата единична мера. Во нашиот случај станува збор за број на парчиња. Втората единична мера се пресметува автоматски, согласно спецификациите на идентот. Во користениот пример, втората единична мера се кутии. Локацијата треба да се наведе. Во нашиот случај тоа е локација 4.0. Под полето за внесна локација, исто така наведена е локацијата каде се наоѓа идентот или артиклот. Магацинот за суровини е магацин со дефинирани локации, додека предмагацинот за производство е обичен магацин, тоест магацин без локации. Затоа, нема дополнително поле за наведување на локацијата за прием во предмагацинот. На крај се кликнува на иконата Зачувај, десно доле на екранот. И за крај, во завршени артикли се наоѓаат нарачките за кои е завршен преносот.